На денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи од лулката на словенската писменост, од жариштето на нашата култура, Свети Климентовиот храм на Плаошник, каде бил првиот универзитет во Европа. Се јавуваме и разговараме со професорот по македонски јазик Перчо Божиновски. Добар ден, Божиновски. Да ве запрашаме, кажете ни, денес македонскиот јазик е мета на политички препукувања и негирања од страна на соседните земји. Кој е вашиот став? Добар ден, ви благодарам за поканата. Македонистиката е нашиот духовен родител. Човекот се раѓа два пати. Првиот пат се раѓа од своите родители, а вториот пат се раѓа во самиот јазик. Денес, токму на овој ден, имаме чест да ја славиме благородната мисија на светите браќа Кирил и Методи. Токму нивната мисија не била наменска, не била само за одреден период, не била само за одредено место, за одредени луѓе, туку таа била за целиот словенски народ кој што бил во незнаење и греовен мрак. Затоа со себе тие ги понесуваат глаголицата, изборното евангелие, псалтирот, апостолот и во 863-та тргнуваат во писменување на народите. Им ги затна устите на тријазичниците, пророчки укажувајќи им на тревливиот јазик и упатувајќи ги сите со писмо кон спасение. Во однос на македонскиот јазик, значи ние ги влечиме тие корени и тоа е нашиот културен континуум, идентитет, кој што целосно си го носиме од понатаму. Точно е дека нашите соседи ни го напаѓаат јазикот, меѓутоа, видите, тие не се сега, сегашни напади, тие напади се континуирано низ целиот период, така што македонскиот јазик, јазично и историски си е докажан. Многу македонисти и странски лингвисти го проучувале, го докажале, така што мислам дека нема потреба тој да се докажува во однос на историски факти. Се додека има говорители, македонскиот јазик ќе се постои. Така. Што мислите, како да го збогатиме, како да го зачуваме нашиот јазик денес? Правото на свој јазик, на мајчин јазик е основно човеково право и на самоопределување, на самоидентификација. И наша обврска и наша задача е ние да го негуваме и да го чуваме. Тоа како би го направиле? Најпрво треба да внимаваме на основните два принципи, а тоа е доследно чување и правилна употреба на кирилицата и почитување на правописните правила. Тоа би го направиле од два аспекта. Едниот е лингвистички аспект, другиот е социолингвистички аспект. Лингвистичкиот аспект е почитување на јазичните правила, знаеме негување на стандардно јазичната норма во оние институции каде што треба, воспитно-образовниот процес, институциите, нормално на телевизијата и сите оние институции каде што треба да бидат основа на тој јазик. И вториот е социолингвистичкиот аспект, каде што треба малку да се позанимаваме со статусот на македонскиот јазик во самата држава, меѓутоа и надвор од Република Македонија во однос на останатите држави каде што се употребува како малцински јазик, меѓутоа и сега во однос на она што е актуелно, интеграциите на Македонија во Европската Унија. Ви благодарам многу, Божиновски, што бевте дел од дневникот на македонската телевизија. Студио